Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со Александар Јовановски, координатор на советничката група на СДСМ и коалицијата во Советот на општина Куманово. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за емисијата Став. Ви благодарам, Елена, благодарам на поканата. Чест и задоволство да бидам гост во вашата емисија по втор пат и голема привилегија да зборувам пред вашите ценети гледачи. Токму така, да одговориме на дел од прашањата кои што ги интересираат граѓаните. Започнуваме од она што е најактуелно, активностите на СДСМ во теке. Акцијата Рамо до Рамо, посетувате рурални подрачја, во централното градско подрачје се сретнувате со граѓаните. Што е она што го кажуваат на средбите? Што бараат, предлагаат и слично? Проектот Рамо до Рамо е проект на Социјалдемократскиот сојуз и веќе во добар дел од државата привршува и е при крај. Овој проект е замислен да нашите партиски функционери од СДСМ бидат присутни меѓу граѓаните, да ги презентираме нашите мерки, што е она што не очекува како пред се како граѓани, како општество, што да очекуваат граѓаните во наредниот период, да добиеме, ако е потребно и нормално, некоја критика, некое упатство, некоја насока од самите граѓани, да ги слушнеме нивните видувања за работите. И тоа е еден, да кажам, една предност што СДСМ ја има како политичка партија да разговара со граѓаните директно и непосредно, во кој што ќе присуствуваат високи партиски функционери по еден однапред определен шаблон, значи во кој ќе присуствува и локален функционер, советник, председател, секретар на општинска организација, гости од централата, кои што имаат високи партиски функции, може да зборат на многу теми кои што ги тангираат граѓаните. За жал, во 2023 година во Куманово доминираат локалните, односно комуналните проблеми. Граѓаните се почесто се жалат дека се заборавени од страна на локалната самоуправа, реагираат на неостварените ветувања од страна на локалната самоуправа, од страна на локалната власт, и ние како политички субјект кој што пред се е одговорен и пред се работи само во интерес на граѓаните, сме тука и да ги сослушаме, да им излеземе во пресред нивните проблеми, да не бидат тргнати под маса, да не бидат игнорирани и да ги актуализираме кога ќе дојде време, да ги поставиме на кога треба на советнички прашања, дали да се обратиме до јавноста преку соопштение до медиуми и со пресконференција, меѓутоа се со цел и една единствена цел нивните проблеми да бидат решени и да не бидат заборавени и да не бидат лажани како изминативе години. Каква е состојбата во општинската организација? Од неодамна имате нов претседател во Куманово. Кои се очекувањата, ќе се врати ли партијата на нозе токму во овој рад? Така, значи, како што споменав, општинската организација на СДСМ во овие 18 месеци или година и пол, народски кажано, ова е веќе второ раководство, ако се земе и она раководство кое што ги изнесе на грб локалните избори, ова е трето раководство што СДСМ го има во Куманово. Знаете, народната поразот е сираче. Победата има многу татковци, така да никој едноставно како сериозен политички субјект ги разгледавме сите и аномалии, направивме анализи, увид во теренските активности, во сето она што се случи и се случуваше и на самите локални избори и по нив. Имавме еден вакуум период кој за жал не сме виновни ние во Куманово, едноставно така беа процедурите и постапките од самата централа за избор на ново раководство, кое што за жал кратко траеше, меѓутоа сега се избра ново раководство во кое што уште повеќе влева оптимизам. Раководство кое што начело со председателот Арсиќ, Александар и секретарот Весна Трајковска излегоа пред конференцијата која што е највисок орган на општинската организација и предложија извршени надзорен одбор, кој што извршени надзорен одбор, како што реков, представува дел од луѓе кои што се и биле во претходното раководство, дел од нив се нови, дел од нив се и луѓе кои што се долги години во партијата, меѓутоа не добиле шанса да може да ги покажат своите вредности.
И да бидам искрен, ја лично верувам во нив. Мислам дека е одлична комбинација, одличен еден спој на луѓе кои што може да ја направат промена во работењето на самата политичка партија и како сам политички субјект. Сега нормално ни предстои напорен период, периодот кој што следи на вистина СДСМ и не знае да одмара сиве овие години наназад. Цело време сме во некое полукампањско работење, во некоја таква, како да кажам, фаза, меѓутоа како политичка партија и tekako работиме на окрупнување на тимот кој што ќе излезе нормално на наредните избори, се формираат комисиите, секторите во самата општинска организација, нормално советничката група, пратениците, министрите, членовите на Централен одбор се тука, сите помагаме и заеднички да испратиме порака и до членството, меѓутоа и пред се до граѓаните на Куманово да знаат дека СДСМ е на нивна страна, СДСМ е тука, нема зошто да се не криеме, ние воопшто не се криеме, имавме такви статутарни некои пречки кои што моравме да ги надминеме и верувам дека за брзо време СДСМ и сега, меѓутоа и во наредниот период ќе биде многу активен и многу присутен меѓу граѓаните. Одржавте и трибина во Центарот за култура минатата недела. Македонија во ЕУ, присуствуваше и премиерот Ковачевски, се пратија неколку пораки од Куманово. Така, самиот наслов на трибината говори резултати што прават разлика, МК во ЕУ. Главната порака беше дека нашата земја е на вистински пат и треба да биде МК во ЕУ до 2030 година. Тоа е главниот државен интерес и интересот на сите граѓани, односно на мнозинството, најголемиот дел на мнозинството граѓани кои што сакаат да ја видат Македонија како дел, полноправен член на Европската унија. Се испратија неколку пораки и до ДПМНЕ, да прв пат во историјата нивна да излезат на страна на граѓаните, да излезат да не бранат тесно партиски интереси, да за прв пат учествуваат во една државничка одлука, да бидат дел од овие државнички процеси. Подадената рака останува, треба сите заедно да чекориме на овој пат. За мало подсетување, пред 6 години никој можеби не веруваше дека Македонија беше можеби мисловна именка Македонија да биде дел од НАТО и од Европската унија, меѓутоа самото влегување и членка Македонија во НАТО стана јасно дека ово општество има иднина. Се наоѓаме на вистинскиот пат и треба да го исчекориме и тој пат сите заеднички, да ни биде јасно на сите дека нема алтернатива. Или ќе бираме изолација, или ќе бираме интеграција во ЕУ. Со самото тоа што го реков дека иднината на Македонија е во Европската унија, треба сите да продолжиме заеднички на тој пат, а не да бидеме општество кое што ќе биде заробено и ќе се враќаме назад. Да се насочиме на локалните теми. Последните врнежи од дожд изминатиот период повторно предизвикаа проблеми низ улиците во централното подрачје. На социјалните мрежи објавивте фотографија токму на оваа тема со коментар кој дуб да суспендираме на наредната седмица. Да бидам искрен, јас во принцип не сакам да коментирам Facebook статуси, па ниту мои Facebook статуси. Ме потсеќа на едно време кое 11 години не постоеше слобода на медиуми, па во недостаток на извори на информации, во недостаток на вести, слободата на медиуми беше на такво ниско ниво, па мораше да се презентираат некои Facebook статуси, постови на одредени јавни личности, на одредени политички чинители и слично. Тој Facebook статус или таа слика која што ја преземав од една друга содржина на Facebook беше како одговор, односно реципроцитет на се она што се случуваше тој период, изминатиот тој период од седницата за Совет, кога фамозната суспензија на тој детален урбанистички план кај школската амбуланта и ја изрази самото невреме, односно самиот дожд кој што падна во големи количини, се соочивме со реалноста. И тука излезе, за жал,
она вистинска дискрепанца која што моментално владее во општина Куманово. Имаме проблеми на граѓаните кои не се решаваат, имаме суштински проблеми комунални за кои што не се води ред и не се води грижа, а од друга страна главна градска политика и главна општинска политика стана суетата на градоначалникот. Односно неговата пресметка со неистомислениците. И таа пресметка со неистомислениците кулминираше со срамната суспензија на деталниот урбанистички план кај школската амбуланта. И самата слика даде, мислам, многу убава реакција на сето она што се случуваше. Кој дуб ќе суспендираме беше со кого следен ќе се пресметуваме и кој ни е виновен што оваа локална самоуправа 6 години не најде за сходно барем да отпочне некаква процедура за решавање на атмосферската канализација. Убаво е да се фалиме со љубичици на плоштадот, убаво е да се фалиме со некои јавни површини, зеленило и така. Меѓутоа има многу проблеми кои што ова локална власт и општина Куманово им ги должи на кумановци да им ги реши. Бевте еден од советниците кои што навистина беа активни токму за оваа точка. Истакнавте дека одлуката за повлекување ќе предизвика одредени импликации, ќе плаќаме ли пенали за ова? Така. За жал, секако дека ќе има плаќање на пенали. Жално е што сепак граѓаните на крај ќе го излечат по дебелиот крај, односно нивни пари на граѓаните ќе завршат на нечија сметка на некој инвеститор во градот, кој што ќе ја тужи општина оправдано, бидејќи овде суетата на градоначалникот, по втор пат ќе кажам, била повредена и се работи за класична пресметка со неистомисленици. Што сакам да кажам, самата оваа седница, односно оваа точка, ние како советници немавме многу време, простор да бидеме спремни, бидејќи сепак се работи за проблематика која онака не може секој да биде баш спремен, треба да сте луѓе од фелата, да имате луѓе со кои можете да се консултирате. Овој детален урбанистички план е донесен од нашиот состав. На трета седница од како станавме советници, кога го гласавме буџетот во декември, оној фамозен најголем буџет во историја на Куманово, како што велат, и тогаш една од точките беше гласање на овој детален урбанистички план. Координаторот на ВМРО-ДПМН, кој што е председател на Комисија за урбанизам при Советот на општина Куманово, во која што членувам и јас, тогаш не убедуваше дека се е во ред, дека се запазени сите критериуми, сите јавни анкети, се е во ред. И проблемот настанува веднаш по тоа откако е изгласан ДУП-от, кога веројатно самиот градоначалник дознава кој ќе биде еден од инвеститорите. И тука почнува целата голгота, целата агонија, не само на инвеститорите, на сите оние граѓани кои што потпишаа петиција и ни се обратија на сите 33 советници. Бидејќи се навлезе тука да се реагира, односно да се дефинира јавен интерес, а самите ние не можеме да утврдиме тука што е јавен интерес. Ни се представува бројки, ни се криеа податоци, ни се криеа документи официјални од официјални институции во државата, се со цел да бидеме манипулирани и тоа да се протне на мала врата, а Советот како Совет да донесе една навистина некоректна одлука, односно суспензија, која што само ќе направи и ќе создаде дополнителна штета и товар на граѓаните. Досегашната проценета штета е некаде 1.400.000 евра. И тоа не се мои пари лично или пари на општина, тоа се пари на граѓаните. Граѓаните плаќаат комунали, плаќаат повисоки давачки, баш поради тоа да очекуваат фидбек, да имаат решение на нивните комунални проблеми, на нивната уличка да биде асфалтирана, да имаат тротоар, да имаат повеќе зелени површини. Сега ќе бидатускратени, бидејќи некои проценки велат дека минимум 3 милиони евра ќе биде штетата. Ние, како што ме прашате на почеток и во проектот Рамо до рамо, имавме представници од Министерство за правда, во кој како советничка група побаравме мислење и ова, да се разбереме веднаш, не е прв пат да
се случи вакво нешто, меѓутоа прв пат во општина Куманово. Општина Карпош имаше ваков случај, популарниот Пуцко Петрол, и одговорот беше од представниците на Министерство за правда дека само ќе им ја изградиме зградата на инвеститорите, односно со средствата со кои што ќе ја тужат општина, веројатно и ќе ја добијат. Си постои судска пракса, ова не го зборам ја ниту на памет, меѓутоа е навистина штетно се поставува тука, ќе се бара одговорност, овде нема да се застане и нема да застанеме ниту ние како советници. Ова е оштетување на буџет на општина Куманово и злоупотреба на службена положба. Ќе се утврди, ќе се види како и што. Јас жалам што немаме транспарентна општина и транспарентни сектори и оделенија во самата општина, па да излезат со нас коректно и фер да ни ги предложат и да ни ги дадат сите тие документи. И да видиме се криеа негативни мислења од Министерство за транспорт и врски, се криеа одлуки на инспекторат, наредби на инспекторат во кој се наредува на градоначалникот да постапи за 24 часа. Сето тоа свесно се криеше од нас, а за возврат имавме злосторничко здружување на самата седница и едно молчење. Немаше диалог, имаше монолог од одредени советници, меѓу кои бев и јас од опозицијата, а овие советници кои што гласаа свесно и се ставија во улога на соучесници, само направија уште поголема штета и по угледот на општина Куманово, меѓутоа и по угледот и на оние кои што нив ги гласале и нив ги ставили и ги номинирале на тие листи. Состојбата со градежниот сектор во Куманово беше изминатиот период навистина актуелна тема, различни обвинувања, укажувања, беа најавувани и правни разрешници од двете страни, дури се зборуваше на оваа тема и во нашата емисија. Подоцна локалната самоуправа одговараше на пресконференција, на брифинг за новинарите и слично. Очекувате ли правна разрешница по оваа тема? Па секако дека ќе има правна разрешница. За обвинувањата дека сме нечии адвокати не е прв пат, имавме и претходно обвинување за такво нешто слично, меѓутоа ние сме представници на политички партии, изгласани од граѓаните и можеме да бидеме само нивни представници. Единствен работодавач наш се граѓаните на општина Куманово, кои што плаќаат даноци, комунали, средства кои што се слеваат во буџетот на општина Куманово, чии што корисници сме и ние како советничка група. Во делот на градежништвото, односно градежниот сектор, гледаме и самите дека постојат градежници и инвеститори кои што се подобни, а има и градежници, односно кои се неподобни. Самата суспензија на ДУП-от беше очигледен и еклатантен пример за тоа. Испратена е јасна порака кон тие градежници, односно инвеститори, дека ќе се обидат сите, ќе се искористат сите средства од страна на општина Куманово да бидат спречени да извршуваат својата дејност. Од друга страна имаме, гледаме, деновиве сме сведоци, една друга зграда се гради, цела општина е ставена во погон да таа зграда биде пуштена, дури да биде пуштена пред време, да бидат запазени сите рокови, ако се што може да се стави во погон, да тој инвеститор таму... На која зграда е? За 1 мај, онаму каде што ја работам, во близина каде што ја работам, значи, ја гледаме дека таму коефициентот на искористеност е тој што е. Гледаме таму дека постои поголема искористеност, нема зеленило. Сега се споменуваше и на самата седница за совет некоја хумана градба. Дали 1 мај е хумана градба, ја сакам да прашам. Како советник, како граѓанин. А од друга страна, ваму се најдоа 300 изговори да се спречи сето ова. И ова гранка, која што највеќе ја полни касата, односно буџетот на општина Куманово. Овие градежници кои што плаќаат најголеми комуналии, се спречени да работат само затоа што волјата на некого не му е задоволена или се работи за политички неистомисленик. Па сега сакам да прашам за кого одработува мнозинството во Советот. Мнозинството во Советот гласа одлуки кои што и ова не еднаш, неколку пати, 3 пати до сега гласаме одлуки спротивно на нашите надлежности и на законот.
Уставниот суд, мислам дека одлуката која што падна на Уставен суд и беше обжалена од самите тие инвеститори, е еклатантен пример дека Советот задира во основното право на граѓанинот со овакви одлуки. Се знае што може, што донесува Совет. Донесува статут, одлука, не може да донесуваме ние одредби кои што се повисоки од законот. Да навлегуваме во гранка на стопанството кое што плаќа најголеми комунали и всушност градежништото кое е, како да кажам, крвоток на една локална самоуправа. И мислам дека тука обвинувањата треба да одат на друга страна, на несовесноста и на молчењето на советниците од власта, кои што само афирмираат одлуки кои што не само што го срушија кредибилитетот на Советот, ја го рушат кредибилитетот и на општина Куманово. Уште една точка која предизвика на вистина подолга расправа на последната седница на Советот е за формирањето на одбор за изработка на програма за спомен обележја. Се споменуваше споменикот на бранители. СДСМ и коалицијата не гласа за овата. Не дадоа поддршка всушност. Да, гласавме воздржано. И тука бе обвинија дека сте против споменик на бранители. И така бевме сатанизирани по социјалните медиуми. Зошто не гласавте всушност? Вака, за волја на вистината должен сум сега да образложам некои работи, бидејќи овде и оваа емисија мислам дека е идеалното место каде што тоа можеме да го. Јас оваа точка ја постирав на социјалните мрежи, целата точка, доколку граѓаните, вашите гледачи ја немаат погледано, ја имат на YouTube каналот на вашата телевизија и може да ја погледнат. Се работи за валкан договор помеѓу Левица, Наше Куманово и ВМРО-ДПМН. Договор кој опфаќа Левица да ја поддржи срамната суспензија на деталниот урбанистички план за возврат да добие споменик за бранители кој што не го гласа Советот. Се гласа предлог одлука за формирање на одбор. Прво и основно имаме еден договор како состав на Совет. Договор кој опфаќа да секоја ваква иницијатива, која што е од суштинско значење за Куманово, да биде на координација представена. Ние на ден пред Совет немавме информација за ваква точка. Советникот на Левица очигледно преку ноќ се испазарил и пак, како што напишав и на мојот профил, го превесла жеден преку вода. Он веројатно мислеше дека со одлуката веднаш ќе отпочне изградба на споменик, меѓутоа си постојат законски регулативи, си постои процедура, си постојат постапки како оди сето тоа. Како може да бидеме против споменик на бранители, кога во советничката група постојат бранители? Постојат членови на советници од СДСМ кои што чисто родители биле бранители. Постојат луѓе кои што цел работен век го дале за бранењето на интересите на оваа држава. И одеднаш бегањето, односно манипулацијата, да се избегне гласањето срамно на суспензијата на детален урбанистички план кај школска амбуланта од страна на многу лажни профили на Facebook, фан страни на Левица, на политичката партија Левица, стана предмет за пресметка со нас како советници, наши слики беа објавувани дека сме гласале воздржано за споменик за бранители. Значи, на самата седница, и ова морам да кажам, председателката читаше едно, онака како што треба, ја прочита точката. Советникот на Левица си читаше сосема друго. Координаторот на Наше Куманово се трудеше да смири, да образложи, да објасни. Координаторот на ВМРО си бараше грешки граматички. Коалицијата и на Наше Куманово од албанскиот дел и советничката група на ДУИ си има свој, зборам за советниците од албанска националност, си бараа својба. И се создаде хаос на самата точка. И мислам дека Совет на општина Куманово не му е место за таква расправа, дури и јавно му побаравме, има таму звучно, може да се види што сме зборувале,
бидејќи се зборуваше за се и се што за споменик на бранители најмалку се зборуваше. Има таму доказ дека побаравме на следна седница на Совет да ја повлече точката, на следна седница да излеземе заедно на координација и овој одбор, оваа иницијатива да биде прифатена и да дадеме поддршка, бидејќи нема потреба од манипулација со граѓаните и да се игра со национални чувства во 2023 година. За волја на вистината, ќе си земам за право да искоментирам уште една работа во делот на бранителите. Значи, тој 9 мај, јас живеам на улица Иван Цанкар, која што е веднаш зад улицата Перо Илиевски. Никогаш во живот не сум се виктимизирал, не сум изигравал жртва и не сум се трудел да добивам некакви поени врз база на тоа што се случи 9 мај. Тие бранители, односно тие представници на безбедносните сили беа во мојот двор. 12 часа и моето семејство и јас бевме заложници. Ова никогаш не сум го пишал, никогаш не сум го кажал, ни еден 9 мај не сум се обидел некако да поентирам на нешто во врска со ова. Во 16 часот бевме евакуирани. И некој кој што немал, како да кажам, некој кој што се уште имал млечни заби, не споделува, не знаел што се случило 9 мај 2015 година и не обвинува нас за дека сме против споменик на бранители. Па и генералниот секретар на Левица од Струга, личност која има кривични пријави за сквернавење на спомен обележја. Не споделува таму, гледам. Меѓутоа ќе ги разгледаме, како што напишав, сите правни аспекти и правни можности да повлечеме и правна разрешница на ова, бидејќи најмалку сме должни да се правдаме на оние кои што се борат да го срушат поредокот на оваа земја и на оние кои што воопшто немаат врска со тоа што се случуваше на 9 мај и како. Секој чест можам да кажам само за поранешниот премиер Зоран Заев, кој 2 дена по завршување на тие немили настани таму дојде и го посети Диво населје. Ние изгласавте, имавте сериозни забелешки за програмата на Сојузот на спортови, Сојузот на спортови. Зошто беше спорно со оваа програма? Зошто реагиравте сите бурно? Се беше спорно. Мислам, во однос на тој извештај, како што знаете, Општина Куманово, односно Советот на Општина Куманово, на крајот на годината донесува одлука со која се гласа програмата на Општинскиот сојуз на спортови, со кој се доделуваат финансиски средства или помош на сите спортски клубови во градот, се доделуваат средства финансиски на училишниот спорт и тоа се средства со кои на некој начин ги помагаме и ги стимулираме, нели, нормално и спортските клубови. Сега да не бидеме, веднаш да кажам, за некои спортски клубови во кои што се вложуваат големи финансиски средства, тоа и не е голема помош, меѓутоа за голем дел на спортски клубовите, како им значат овие финансиски средства? Што е спорно? Спорно е што председателот на Општинскиот сојуз за спортови овде ја има злоупотребено својата службена положба и има доделено средства повеќе од прикажаното, односно од она што му е кажано, односно од она што е изгласано. Па имате спортски клубови кои што, сега ќе карикирам, требало да се доделат 200.000 без никаква одлука, без никакво образложение, доделени се 300-400.000. Кога веднаш прв пат го добивме извештајот, реагираа сите советнички групи и дури негови сопартици од Наше Куманово, видите, истиот беше на листа на Наше Куманово, сам дека 13 им беше на листа, и истиот не најде за сходно да ни даде образложение, па неколку пати ќе се случи да ја имаме точката пред дневен ред, на координација ќе добиваме, на самата седница да биде повлечена. Дури еднаш и прашавме зошто самата точка се повлекува. Не добивме одговор, веројатно сега решија онака да пуштат низ вода и таа точка да се најде на дневен ред, во која што, нели, бевте сведоци, имаше реакции, се сведе дискусијата на тоа како и што, во која состојба е спортот во градот. Јас ќе кажам само дека
никогаш не сме биле на пониско дередже во рамки на спортот во општина Куманово. Дали е надлежна општината и те како е надлежна. Не може одбојкарски клуб Куманово да биде угасен, да не постои. Не може кошаркарски клуб Куманово, кој што беше гордост на градот, сега да испаѓа во втора лига. А оние клубови кои што од петни жили се борат, прават некој успех, ги маргинализираме и ги тргаме на страна и за нив не постои, нема простор да се помогнат. Пример, женскиот ракометен клуб Куманово, освојувач на купот во Македонија, кое што е нели нормално најмасовно надпреварување во кој учествуваат сите клубови од тој спорт, од сите лиги. Меѓутоа се случува советничко прашање, наша советничка прашува за финансиски средства и помош да им се плати барем патот до Израел. Добивме одговор кој што беше, мислам, катастрофален. Внимавајте, лошо не представиле во Украина, не знам кога излегле на евросцена. И јас пак би им честитал на нивниот сериозен успех и повторно ќе излезат во Европа и се надевам дека ќе проработи свеста и разумот во општина Куманово, односно кај градоначалникот и нивната волја да дадат поголеми средства за овој клуб, бидејќи евидентно е дека постојат успеси на ова поле. Да, нешто на што исто така се дискутираше се и вработувањата во домот за стари лица за Фирсајто. Од оваа установа веќе извесен период тврдат дека министерството, ресорното министерство за труд и социјална политика не одговара на нивните барања за нови вработувања, дека се соочуваат со значајни проблеми. Со ова министерство управува кадар на СДСМ. Кои се сознанијата? Која е вашата страна? Вака, ние од прв ден некако не можеме да најдеме заеднички збор со директорот на оваа установа. Оваа установа, прво и основно, е прашање колку работи законски. И колку сето ова што го презентира самиот директор е во законски рамки. Непринципијално е да си отварате работно место воспитувач и да си го чувате за себе како директор. Уште помалку принципијално е да ги лажете советниците кога се бира план за вработување, кога се гласа план за вработување, да вработувате негователка исто од ваша листа на наше Куманово, да ја криете во администрација и сега уште нерешениот работен статус за нема решение, значи за редовен работен однос, да ја ставате председателка на комисија за дисциплински прашања. Значи, немавате, абсурдна ситуација. Имаме состојба вработени кои што оставаат работа таму, во таа институција, се членови приврзаници на поддржувачи на наше Куманово. Значи, нешто не е во ред таму. Нема да ги споменувам неколкуте настани кои што ги прочитавме, ги слушнавме на социјалните мрежи. Таму во таа установа, освен што успеа да зголеми средства од 11 на 16.000 да им ја зголеми тарифата на тие луѓе кои што седат таму во тој дом и се корисници на тие услуги, друго ништо не направи тој директор. Може да обвинува колку сака, меѓутоа не личи на една јавна установа од Facebook профил од фан страна да напаѓа министерство. Диалогот е решение, а не ова дилетантско однесување од негова страна и од страна на неговиот менеджерски тим. Што и како ќе биде, они единствено што знаат само бараат вработувања. Од друга страна гледаме дека тие вработувања таму не носат, со ништо не ја подобруваат работата. Со ништо не гледат бенефит корисниците на тие услуги таму. Самото ова е доказ дека самиот директор не работи онака како што треба да работи согласно правилата и согласно таа систематизација. Имавме ние серија обвинувања таму кои што ниту се демонтирани, ниту се потврдени, меѓутоа сите знаеме дека се вистина и дека има серија на активности за кои ќе оставиме
надлежните институции да влезат, да проверат, да видиме кој бил во право и времето нека каже кој овде ја изнесува вистината, кој не. Кога сме кај вработувањата, актуелни пред извесен период беа и оние во општина Куманово, излезе документ на етнички македонци запишани како албанци. Да, така е, ние бевме првите што реагираа на ова. Овој податок го добивме нормално од страната на Агенција за администрација. Имавме нормално податок и информација од внатре од општина Куманово дека се спремаат решенија за редовен работен однос на приврзаници на наше Куманово кои се етнички македонци, сега во подоцнежни години се освестили и решили да се пишат како албанци. Мене тоа лично не ми пречи некој да се пише како албанец или македонец да се пише како албанец да се пише како македонец, бидејќи тоа не е само пракса во Куманово. Меѓутоа ми пречи кога баш тие луѓе, односно членови на нивни потесни семејства и тие истите, шират меѓуетничка омраза на социјалните мрежи. Коментираат и шират и меѓуверска омраза. И сега се доведуваат до таа состојба да мора да се пишат и треба да се пишат како друга етничка припадност за да добијат вработување. Тоа говори за нивниот карактер, односно за нивните квалитети. Интересен е и обидот на општина Куманово вака да ги толкува, односно вака да ги формулира и да ги решава со наоѓање на некои дупки во законот и да ги решава проблемите на граѓаните и се надевам дека сите овие вработувања ќе дадат голем и нов придонес во работата и ќе дадат подобар сервис кон граѓаните. Сега во тој дел на етничкиот предзнак како се пишале, си постојат институции. Ја верувам во правна држава, веројатно кога ќе дојдат празници на македонци, они ќе си одат на работа, кога ќе дојдат албански празници на албанската етничка заедница, веројатно ќе користат слободен ден и тие ќе уживаат во тие привилегии. Благодарам. Напоменавте за јавниот градски превоз, она што е најново, градоначалникот на една национална телевизија информираше дека ќе планира да му предложи на Советот одлуката да биде изгласана, да се однесува до крајот на декември, дека мерката ги дава своите резултати. Какво е вашето гледање? Се гледаат ли резултатите? Па вака, веднаш на почеток сум должен да кажам дека не се работи за бесплатен јавен превоз, се работи за субвенциониран превоз во време на енергетска криза. Честно и коректно беше од страна на градоначалникот, не повика сите политички субјекти да разговараме, да побара поддршка за ваков проект. Сепак се работи за проект кој што треба да чини, како што и самиот најави уште на почеток, уште пред да биде усвоен од страна на Советот, ќе чини 1 000 000 евра. Од кој пола од финансиските средства ќе бидат обезбедени, требаше да бидат обезбедени од рамки на буџетот во првите 6 месеци, а подоцна со ребаланс со некои средства кои што ќе дојдат во општина Куманово да се обезбеди и другата половина. Меѓутоа постојат законски регулативи, постојат процедури каде што мораше малку некои работи да се изместат од најавената она агенда или траекторија на настани. Сега во ред ние како сериозен политички субјект ги согледавме тоа, разговаравме и на партиски тела, зедовме мислење од повеќе субјекти, од повеќе страни. Сепак се работи за јавен градски превоз, односно за штитење на некаков јавен интерес. Сепак тој превоз не представува нешто страно ново. Како што предмалку споменавте, односно во едно од прашањата за оно обвинување, токму за кога градот беше хендикепиран и бевме обвинувани дека сме адвокати на превозниците, јас и на самата седница на Совет, кога се донесуваше оваа одлука, реков дека ова е патот по кој треба да се движи Куманово, дека диалогот решава се, а не со напади, односно со некои обвинувања меѓусебни помеѓу превозниците и општина Куманово, односно градоначалникот. Видовме дека
можело да се договорат, видовме дека имало простор. Сега дали постои некаква лукративност во тоа, дали и колкава е бројката на граѓани што навистина го користат тој превоз, ќе видиме. Позитивно е прифатен. Мора да признаеме во делот оние кои што го користат, меѓутоа има и жестоки критичари. Мора да бидеме реални и објективни. Постојат луѓе и во СДСМ, гледам луѓе и од ВМРО, меѓутоа гледам и луѓе од наше Куманово кои што се сериозни критичари на овој проект. Очигледно веројатно имале некои други поинакви очекувања. Јас во тој дел не можам да зборувам, бидејќи не знам. Помина не гледаат дека е намалено сообраќајниот метаж. Апсолутно, и тоа ако нешто како советник сум највеќе критички настроен кон ова мнозинство е токму сообраќајот, со кој ова локална самоуправа е скарана. Значи, сообраќајниот метеж не е воопшто. За избори ветува решавање на сообраќајниот хаос, уште повеќе го направија да биде. Добро, вината ја гледаат и во Министерството за внатрешни работи. Па да, ќе ја гледаат. Но имаме проблеми со недостаток на паркинг места. Па, недостаток на паркинг места за 18 месеци колку сум советник, ја не видов ни едно ново паркинг место. Каде се ветувањата за новите пешачки патики? Каде се новите катни гаражи? Нели имаме најголем буџет во историја на општина Куманово? Каде им се трим патеките? Мислам, има многу нивни ветувања кои што едноставно останаа на хартија. Дури не гледаме ни кога ќе бидат остварени. Каде им се велосипедските патеки? Каде? Ништо тоа нема. И сега не може да биде за тоа виновна опозицијата или да биде виновен СДСМ, кога одговорноста е нивна. Пак ќе повторам, 6 години е градоначалник, 6 години имал можност барем да се позабави на таа тема и на таа проблематика, а не само декларативно кога ќе дојдат избори. Се информираше и за воведување на зоната Б во делот пред спортската сала. Дали на тој начин ќе се растерети самиот метеж во централното градско подрачје, меѓутоа и како ќе реагираат граѓаните? Мислам дека веќе имаше еден ваков обид, па имаше навистина значајна реакција од граѓаните. Па имаше реакција од граѓаните кога на избори ќе излезете и ќе им ветите на таа територија, на тоа пространство таму, ќе им ветите се и се што. Значи не постоеше квадратура, нема таква квадратура тоа пространство таму, колку што имаше ветување, аквапарк, шеталишта, не знам што све не вети наше Куманово таму. За да сега на крај гледаме паркинг зона, без зона. Не знам. Зачудува фактот што локалните власти едноставно си сметаат дека можат комплетно со јавните површини да прават што сакаат. Постојат возачи кои што бараат паркинг места, меѓутоа постојат и луѓе кои што се пешаци. Не можеме и нив да им го скратуваме тоа право. Таму живеат граѓани, таму имаме претежно згради на тој потек. Дали како ќе одлучат тие граѓани, моја должност и како советник и како политичка партија на која и припаѓаме е да ја прифатиме нивната волја. Не можеме да одиме спротивно на волјата она што им се случи претходно исто така во местната заедница Панче Пешев, кога се обидоа на еден ефтин начин, на еден ефтин трик со некоја нарачана и платена од општински пари анкета да се спинуваат резултатите, односно да ве прашаме дали сте за повеќе зелени површини, а да представувате резултат дека граѓаните ја поздравуваат политиката на општина Куманово. Такви лаги, небулози не име место во една сериозна општина, во едно сериозно локално раководство. Каква е состојбата со јавните претпријатија во градот, финансиска, кадровска? Каква е состојбата? Па сега, како советник од опозиција, најлесно е да кажам очајна, меѓутоа нема да сгрешам. Пред 6 години кога стана Димитриевски првпат градоначалник на општина Куманово, имаше нели една флоскула Македонија му должи на Куманово и владата предводена од СДСМ со низа мерки му помогна да општина Куманово биде раздолжена. Тој си ја приватизираше таа одлука, си се фалеше цело време дека ја раздолжил општината и тоа на нас како СДСМ не ни пречеше. Ние бевме нели една иста партија, меѓутоа сугериравме како политички субјект и до него
да дел од средствата ги употреби за помош и на јавните предпријатија, кои заедно со самата општина, која што им е основач, трпеа во време на ВМРО, во време тие 11 години, трпеа сериозни штети. Имавме општина која што беше буквално избришена од картата на државата. Имавме сметки, блокирани сметки, значи имавме многу лоша состојба. И наместо јавните предпријатија да добијат некој вид на инфузија, да малку им се подобри финансиската состојба, градоначалникот веројатно си реши сам, по некоја негова проценка, да ги остави јавните предпријатија да тонат. Општината е раздолжена, да, и денеска имаме епилог. Јавното предпријатие Водовод и јавното предпријатие Чистота и зеленило се во топ 5 загубари во државата. Јавното предпријатие Куманово газ се уште поради и енергетската криза и веројатно и лошото менаџирање, се уште не може да ги искористи и оние мерки што и државата, нешто и општината ги дава за субвенционирање, маркетиншки да ги покријат, да ги изрекламираат, да добијат повеќе приклучоци. И имаме состојба во моментална во општина Куманово дека немаме за 18 месеци 1 метар на нова водоводна мрежа, немаме 1 метар нова канализациона мрежа, како што често пати сме зборувале, гасоводната мрежа не можат повеќе од 100 метри да пуштат. Секаде каде што се работи на ивица на законот, како да кажам, со обезбедување на нивните дозволи за искупување. Свесно се става, односно се маргинализира работењето на инспекцијските органи во општина Куманово, се со цел да не им се дозволи да работат доволно, односно согласно сите нивни законски надлежности, а сета таа дупка, односно оној оставен простор да биде искористен за пресметка со СВР Куманово. Затоа имаме улици како Моша Пијаде, која беше раскопана 2 месеци, значи остана раскопана за некои 20 на метри нова гасоводна мрежа и граѓаните буквално и се обраќаат, бевме жртви сите, да бидат вратена, да не може да биде вратена во првобитна состојба, бидејќи не може инспекцијата да му наложи на јавното предпријатие да ја врати улицата, односно тоа место да го врати во првобитна состојба. Актуелно на Советот беше прашањето со зградата на поранешен комитет, се споменуваше и вашата партија. Очекувате ли разрешница токму за овој објект? Па вака, прашањето го постави колешката од ВМРО Младеновска. Беше поставено прв пат на седница за советнички прашања, во која ја реагирав процедурално најдобронамерно. Председателот на Совет има деловничко право да прекине кога се поставуваат некои прашања кои што воопшто немаат врска со граѓаните на Куманово, односно во врска со јавниот интерес или воопшто се неточни, не би требало да бидат поставени. Реалноста е вака. Моите информации се дека си постои вештачење направено во време на еден друг градоначалник, во кој што е утврдена собственоста на комитет, на зградата поранешен комитет, во кој 5 или 6 субјекти, меѓу кои и општина Куманово, меѓу кои и СДСМ како наследник на Сојузот на комунисти. Тука се мислам дека и борците, сега да не ги редам по ред. Меѓутоа, тука закупци, како да кажам, или корисници на таа зграда се токму ВМРО ДПМН. Да биде абсурдна ситуацијата, таа тема се провлекува низ медиумите, очигледно не знам по која прилика и зошто толку станува актуелна. Знам и дека градоначалникот има поднесено барање до правобранителство да му се додели управување со комплетната зграда, меѓутоа тоа не оди така. Пак ќе кажам, абсурдно е од страна на советник од најбогатата политичка партија во Југоисточна Европа, партија која купува земјишта, партија која купува, не знам, пасишта, гледаме купија Белата палата, па ја изгубија на суд,
имаат 68 објекти, ако не се лажам, низ Македонија купено, 30 судот им ги одзема, имавме сите како граѓани прилика да слушнеме и за аферите, нели, Талир, мислам дека се викаше, во кое што како политичка партија успеа да приватизираат голем дел на имот, кој што е имот на граѓаните, на криминален начин, мора да признаеме. Добро, меѓутоа градоначалникот истакна дека општината нема документ кој потврдува дека тие се собственик на дел од имотот на комитет. Добро, дали имате вие други сознанија, дали сте виделе можеби документ? Имаме сознанија, значи таков документ и дека постои вештачење, како што реков, во кое се утврдува собственоста. Се поставува тука уште едно прашање, уште една недоумица. Кога веќе градоначалникот сака да го земе целиот комитет, односно целата таа зграда под раководење на општина Куманово, тука постојат и други закупци, односно постојат и кафе-бар, односно ланч-бар, како се нарекува популарно, па по праксата која што ја спроведе со Занетскиот дом, каде што се обиде тие собственици буквално да им ги прекине договорите, односно да ги стави на улица, нека пробае да провери и тука, во таа зграда, значи дали тука имаме договор, истечен договор, кој е собственик на, односно кој стопанисува со тој ланч-бар, па да видиме дали постојат некои анекси, можеби ќе се појават сега во меѓувреме некои анекси на договори, да, кому се плаќа кирија и да видиме по тој терк, треба да бидеме честни да ја тераме постапката како за сите, а не за едни мајка, за други маќа. Имавте забелешки на работата на градската библиотека Тане Георгиевски. Истакнавте и вие и од вашата советничка група дека е единствена библиотека во која не се води влезна евиденција, имаше слики од, не знам, изфрлени книги и слично. Да. Па така е, ние реагиравме и како советничка група, бевме во право, побаравме дури и увид. Тие слики не ги објавивме ние, ги објавија некои други фан страни, не знам, таму, меѓутоа бевме во право. Единствена библиотека, едно време бевме најснабдена библиотека во државата. Жалосно е што таму се вработуваат кадри на наше Куманово, се испартизира целата таа установа, се водат случаи за мобинг од страна на врз директорката, значи, и сите тие неправилности и лошо работење и лошо менаџирање ја доведоа самата библиотека да падне на тоа ниво на кое што е сега. Воопшто не се следат, да кажам, оние модерни или оние трендови кои што ги прават сите други библиотеки низ државата. Дигитализација воопшто не постои, не убедува во едно, ние изборуваме друго, меѓутоа не убедува во сосема поинаква некоја нивна реалност, како да ја наречем. Мене ми е драго што нашите сугестии, нашите критики на крај ќе ги сведат и ќе разберат дека се добронамерни. Не се злонамерни, на сите нас ни е од интерес таа библиотека повторно да го добие својот сјај. Направивме увид, разговаравме со директорката, бевме представници од одредени советнички групи, они си водат друг систем, КОБИ системот, меѓутоа влезната евиденција која што нели очигледно ја немаат, веројатно дадоа збор дека тоа ќе ги исправат тие аномалии, дека не е ништо страшно, може да тие работи да се регулираат и нормално да си почне да се работи на некои нови проекти, на нови иновации, да се внесат некои нови предлози и сугестии, а не само да се фалиме како се е во ред и се е во најдобар ред, а всушност таа институција стана гнездо на непотизмот на наше Куманово. Како гледате на капиталните проекти во општината? Се залага ли доволно локалната самоуправа за граѓанските интереси? Па капитални проекти, ја не гледам капитални проекти. Сега малку шалата на страна, 6 години нема капитални проекти во Куманово. Кажете ми вие, еве, еден капитален проект кој што општина Куманово
го има инициирано, го има издействувано, го има сработено со средства од кружните тегови, не се капитален проект. Може би представуваат во нечии други очи, меѓутоа тоа не се капитален проект. Во ред, ако некој мисли дека така е. Поголем инфраструктурен зафат. За жал, како што споменавме сообраќајот и проблемите со сообраќајот, ние имавме изработка на кружен тек кој што минатото лето, цело лето бевме заложници на изработката и пробивање на роковите, значи повторно едно симптоматично како цело време се работи и цело време некои излегуваат се нови проблеми и нови проблеми. Добро е тој проект да биде завршен, да биде уште еден проект. Тоа се проекти кои што се датираат од предходната гарнитура, меѓутоа во интерес на граѓаните ќе видиме колку сето тоа и колку сето тоа ќе донесе растеретување на сообраќајот и решавање на она, како нарекуваме популарно, хаосот во сообраќајот. Така да други капитални објекти ја не гледам во градот. Во најава е исто така еден проект од минатиот состав, значи паркот кај автобуска станица, односно кој што треба да биде отпочнат и завршен, меѓутоа ќе видиме исто тоа како ќе излезе на крајот. Едно се зборува пред да почне изградбата, после тоа ќе го видиме резултатот и епилогот на крај. Се најавува и реконструкција дека треба да започне на Соколана. Па така е, кога имате средства од влада, не ги користите, нормално владата ќе си ги повлече и вие ќе треба да сега да ја реновирате Соколана со своји средства во таму 2 фази како е предвидено и граѓаните ќе бидат оневозможени за тие финансиски средства да добијат нешто друго за возврат, а со сопствени средства ќе се реконструира Соколана, ќе нема средства за реконструкција на мостот во Пчиња, ќе бараме странски донатори и за жал таквиот хаос и недомаќинско работење главни жртви повторно ќе бидат граѓаните на општина Куманово. Конечно започна санацијата на основните училишта Крсте, кровот на основните училишта Крсте Мисирков и браќа Милодиновци. Проблем кој се провлекуваше подолг период, вклучени и министерството, меѓутоа и општината. Не знам, ветува и за избори дека ќе го решат кровот и ќе го санираат. Меѓутоа пак владата излезе како спасувач, да кажам, на цела оваа ситуација. Роковите малку се пробиени, знам дека се чекаше многу подолго и оваа агонија конечно треба да и дојде крај и да се санира кровот. Жално е што настапи многу политика, се измеша многу карти во самата оваа проблематика и со самото ова протекување на кров во овие 2 централни градски училишта. Меѓутоа да се надеваме дека во иднина нема да има таков пример и дека ќе имаат прилика учениците од овие 2 училишта да имаат нормални услови за извршување, односно за нивното спроведување на нивниот образовен процес. Во тек е реконструкцијата на водоводната мрежа на улицата Никола Тесла се реализира со поддршка на владата, како и општината. Како советничка група во наредниот период ќе излеземе со наши предлози, бидејќи е факт и очигледно дека вака веќе не оди. Ќе излеземе со конкретни предлози и проекти со кои што ќе побараме поддршка од мнозинството да се во интерес на граѓаните, да им го олесниме животот, односно да им олесниме инфраструктурата, проекти кои што се реално изводливи, а во делот на она што го нарекуваат, она што прашавте поддршка од владата, стоиме на располагање на општина Куманово и покрај сите несогласици и сите антагонизми што ги има меѓу нас, стоиме на располагање. Интересот ни е Куманово и кумановци, не е ситно партискиот интерес, односно некои ситни политички поени, така да за се она што треба, ние сме тука, стоиме на располагање, се она што се наоѓа и во делот на програмата да не може да биде реализирано, да треба помош, нас би ни представувало и чест и задоволство да излеземе во пресрет и да побараме поддршка. Нормално
Имавме 3 кризи, како да кажам, корона криза, енергетска криза, војната во Украина, насоките од владата до сите општини и единици на локална самоуправа беа да се намалат непотребните трошоци, да не се, меѓутоа за жал општина Куманово не работи во тој терк и сите аномалии се користат за дневно политички поени и напади кон владата. Ви благодарам на одвоеното време. Се надам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци. Ви благодарам и на вас. Ми беше чест и задоволство уште еднаш. Ви благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на програмата на Телевизија Плюс.